Колемишевски, а ја воедно, драги мои пријатели на G7 Македонија, а тоа сте сите вие, покажавте, бидејќи во толку голем број дојдовте денеска на овој настан. Го поздравувам уште еднаш заменик министерот за економија во владата на Република Северна Македонија, господин Кирил Колемишевски. Поздравувам моите почитувани членови на управниот одбор со нашиот легендарен председател господин Симон Умовски, кој е председател на управен одбор и собрание долги низ години и под чие раководство на новите членови на управниот одбор G7 Македонија има забележителен прогрес во последниве 15 години. Драги гости, почитувани дами и господа, со голема чест и задоволство дозволете ми да ве поздравам и во моје лично име и во име на мојот тим. Искажам голема благодарност што одвоивте време да днеска бидете овде со нас. Целта на денешниот настан е да ве ги представиме стандардите, G7 стандардите во транспортот и логистиката, што ќе придонесат до ваша зголемена конкурентност, бизнес раст и дигитализација. Целта е исто така да ви го прикажеме, презентираме придонесот на G7 стандардите и нивната практична примена во насока на зголемување на ефикасност на работењето и забрзување на процесите во сечерот на снабдување. Воедно ме радува и фактот што овој настан отворен ден на G7 Македонија станува од година во година се попопуларен и препознатлив меѓу сите вас во бизнес заедницата во Македонија, бидејќи ние од секоја година навлегуваме заедно со сите присутни, со сите представници од бизнес заедницата, значи без разлика дали са членки, не са членки, отворено е да соработуваме со сите и да дадеме еден вид на преглед на состојбата кај нас, на различни теми. Секоја година е некоја посветена на различна тема. Да дадеме некоја обука, видна обука, преку практични примери, за тоа како стандардите се применуваат во светот, но и да ги посочиме светлите примери на македонските компании кои успеваат да посветат дел од своите ресурси и парични, човечни, кон прифаќањето на G7 стандардите и примена во нивното дело на работење. Чување на вашите производи со G7 кодовите, со прифаќањето на G7 стандардите во вашите софтверски решенија, обележувањето на збирните пакувања и палети со цел поефикасно, поточна и побрза дистрибуција во логистиката и транспортот, со најсовремено индустријско баркодирање, со еден збор, со користењето на логистичката етикета при транспортот и логистиката, вие всушност овозможувате да ги урнете јазичните и граничните бариери и непречено да вршите увоз и износ, бидејќи правилата се воспоставени, стандартизирани и вие само треба да ги следите. Клучна причина зашто во введувањето, имплементацијата и примената на G7 системот на стандарди во светот се препорачува од страна на експертите, на државните институции, регулаторните тела и бизнисите од сите индустрии е затоа што овие стандарди се глобални. Тие се стандарди чија прифаќање и примена е доброволна, но се соодветни за користење од страна на сите трговски партнери кои имаат за цел да ја олеснат и униформираат идентификацијата на секој одделен трговски партнер и нивните производи, како и за меѓусебна размена на информации за тие производи во секоја точка во сиđерот на снабдување. Во денешно време G7 стандардите масовно се користат во светот и го трансформираат нормално подобро нашиот начин на живот и работење. Истражувањето на Светскиот економски форум во 2017 година кажува дека 2 од 100 производи имаат одредени грешки во однос на означување
или локација каде што требало да бидат доставени. По примена на GS1 стандардите во логистиката, оваа бројка се намалела на помалку на 1 од 200, односно имаме 80 пати поголемо подобрување. Доволно зборува бројката сами за себе. Со коректно означување на производ во секој хиерархиско ниво на пакување, дали е тоа единичен производ, кутија, палети и така натака, со примена на GS1 светските стандарди за следливост на производите, во секој момент може со комплетна точност да се следи производот во дистрибутивниот синџир, што укажува дека грешките од типот погрешно доставени производи, погрешно внесени податоци при приеми или испорака ќе станат дел од минатото. Искрено говорејќи, во GS1 Македонија често пати сме соочени со фактот дека нашите македонски компании единствено помислуваат на стандардите кога ќе бидат условени од супермаркети во странство или некој трговски партнер кој ми исплаќа листа со барања за начинот на означување на производите, што веќе се децении е пракса секаде во светот, односно користењето на GS1 128 баркодовите логистичката етикета, па во тој момент се создава напнатост и брза имплементација што секако води до поголем број грешки и во некој случај губење на пазарот поради неподготвеноста на компанијата да одговори на барањето. Поради овие причини, апелирам сериозно да размислувате во однос на овој сегмент и да не ги оставате стандардите и промените во процесите за утре или за некогаш во поблиска иднина. Во секој случај, секоја чест на исклучоците, кои денеска ќе ги чуеме, као светли примери во Македонија. GS1 стандардите треба да се имплементираат постепено во секоја компанија. И целиот процес во тој случај би одзел многу малку ресурси, дали човечки, дали финансиски. Воедно е многу важно компаниите да не гледаат на ваквиот процес како на потрошени пари, туку да гледаат како инвестиција во своја иднина. Светските статистики, изработени од форумот за потрошувачки производи, Consumer Goods Forum, покажуваат дека со воведување на стандардите во една компанија се подобрува времето за прием за 27% и трошоците за дистрибуција за 42%. Овие цифри укажуваат дека ресурсите кои се вложуваат во имплементацијата на стандардите има брз повраток на инвестиција во рок од неколку години. Низ годините назад најчестите дискусии се водат во однос на тоа како нашите македонски производи, кои се со висок квалитет, да ги понудиме на светските пазари, односно што повеќе да ги пласираме. Но при тоа има случаи кога некои одредени компании ќе се соочат со дополнителни барања за правилно означување, за користење по современи софтверски решенија или користење на било какви стандарди. Во тој случај компаниите решаваат да се откажат или да најдат патишта за заобиколување. Најтежок дел е кога компаниите се втурнати во овој процес, а кај нив се уште нема доволно познавање или разработена стратегија за овие промени. Воведувањето на GS1 128 баркодови, логистичка етикета, па дури и електронска размена на документи, за што денеска ќе стане збор, не е веќе прашање дали треба да се имплементира, туку кога ќе започне нивната имплементација. Ние во GS1 Македонија ви стоиме на располагање заеднички да анализираме секоја ваша поединачна ситуација, заеднички да го одбереме најдобриот пат со современување на процесите во вашите компании. Затоа сте секогаш добре дојдени кај нас. И затоа ви викам пријатели на GS1 Македонија. Едноставно, мора да сватиме дека постојат правила во транспортот и логистиката кои ги почитуваат и најголемите и најмалите компании. И дека секое заобиколување е на штета на самата компанија. Податоците покажуваат дека заштети има во секој дел од дистрибутивниот синџир при примена на GS1 стандардите. Со воведување, например, воведување на логистичка етикета,
zaštita po jedinica proizvode 0,17 evra za isporak и 0,70 евра за транспорт. Вие повеќе тоа го разбирате, бидејќи работите и знаете што тоа значи за купна заштита за една фирма, која ќе се мултиплицира. Сметам дека главен акцент треба да се постави на конкурентноста на нашите производи на интернационалните пазари. Дали се работи за физичка трговија или електронска трговија, односно, независно од каналот на кој што производот е купен, главен елемент секогаш е транспортот и дистрибуцијата на производот од производителот или дистрибутерот до крајниот потрошувач.